Неголемата грчка опозицијска партија Сириза ја повика владата на премиерот Киријакос Мицотакис брзо да ги ратификува трите меморандуми подпишани помеѓу Грција и Македонија како дел од договорот од Преспа, по најавите дека Атина размислува за понатамошно одложување на процесот, пишува денеска Евроактив. Според Захаријадес, владата бара изговор за одложување на процесот поради противењето на некои пратеници од Нова демократија. Престанете да играте со европската иднина на Северна Македонија и со европските интереси во регионот и проблематичниот Балкан, изјави пратеникот на Сириза Коста Захаријадес. Символично на Видовден, Србија ќе го отвори конкурсот на кој ќе може да се пријавуваат млади брачни двојки за државата да им подари напуштени селски куќи. Пренесува Новости, додавајќи дека за оваа иницијатива од буџетот ќе се издвојат до 1,2 милиони денари. Условот за пријавување е кандидатите да немаат повеќе од 45 години. Според проценките во Србија има околу 200.000 напуштени селски куќи кои им се на располагање на земјоделците и младите лица што сакаат да живеат на село. Хрватска очекува да стане членка на еврозоната на почетокот на 2023 година и до тогаш има намера да ги исполни сите потребни критериуми. Тоа го изјави денеска хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ во Брисел. Тој додаде дека на самитот на еврозоната ќе го представи календарот кој Хрватска го очекува во однос на влегувањето во областа на заедничката валута со оглед на сите достигнувања направени во спроведувањето на стратегијата за воведување на еврото од 2018 година до денес.